Здраво, драги гледачи, во знак на прекрасен амбиент и расположение, јас ви мафтам, а тоа го прават и супер звездичките кои дојдоа денеска со мене да се дружиме на ова прекрасно место. Ова е спонзорирана емисија и заедно со нашиот спонзор Libra 1 AD во оваа емисија ќе ве одведеме во Институтот по белодробни заболувања кај децата или повеќе познат како Детска клиника Козле. Дечки, како сте? Супер! Расположени? Да! Сепак, сите дечиња не се супер цело време. Има некои кои што некогаш знаат да бидат болни. Денеска ќе ги посетиме оние дечиња кои што не име добро, ќе им однесеме подароци и ќе им посакаме побрзо да ни оздрават. Ова е едно место кое што се грижи за таквите дечиња и во изминатите години покажува многу добри резултати. Ќе одиме да ги видиме дечињата, но не само нив, и сите оние кои што се грижат за нив, сестрите, докторите, оние кои што им помагаат, така да дечки, ако сте спремни, влегуваме внатре. Одиме? Да! 3-4, је! Како што претходно најавивме, денеска сме гости во Институтот по белодробни заболувања кај децата, поточно познат како Детска клиника Козла. Здраво живо за персоналот кој што е овдека. Сакам да ве поздравам сите. Здраво, јас сум Дарко, ова е директорот Оливер, така ли беше? Да, така е, добре ни дојдовте. Ве чекаме да поминеме да убав час дружење со вас. Благодарам, да се запознаеме сега со останатите лица од персоналот. Здраво, јас сум Дарко, вие? Здраво, Билјана, јас сум психолог во институтот. Прво да ги поздравиме дечињата, пошто секако нели ние работиме за нив. Добре ни дојдовте, се надевам дека убаво ќе си поминете кај нас во институтот. Ви благодарам. Здраво живо за вас, вие сте? Јас сум Сузана, главна сестра во институтот. Како сте, Сузе? Добро. Еве, не чекавте ли денес да дојде? Да, секако. Се ли е спремно во клиникава за наше одоаѓање? Да, може да почне. Ви благодарам, здраво и за вас. Јас сум доктор Веска, јас сум доктор по оториноларингологија. Еве, како што гледате, драги гледачи, све е спремно овдека, со нас се сестрите и докторите, комплетен персонал, имаме на располагање денеска за да направиме невидена емисија во која што ќе уживаме не само ние, туку и вие. Сега, да кажеме каде дојдовме, кој е ова место? Ова ни е чекалната, значи најавата ја направивте пред институтот, комплетно дечињата да знаат од самиот старт што ги очекува во нашиот институт. Ова ни е нашата чекална, значи тука е простор каде што во моменти, значи ако има гужва, ако има некое претходно детенце што треба да се прегледа, дечињата кои што ќе дојдат потоа треба да почекаат. Меѓутоа се трудиме, значи тоа време на чекање да биде не повеќе од неколку минути. Така, значи оние кои што имаат проблеми, кои што се обраќаат и доаѓаат во вашиот институт, прво доаѓаат овдека. Така, да. Со оглед дека станува збор за здравствена установа која што им помага и пред се на децата, овдека чекањето е седено на минимум. А сега од овдека, доктор Оливер, каде ќе одиме понатаму? Сам веднаш да поминем во нашата игротека, каде што работи нашиот психолог и кој што се грижат да престојот на децата во нашата установа биде многу поинаков од останатите установи. Затоа ве замолам да поидеме во нашата игротека. Ви благодарам многу. Фала, дечки, спремни да одиме во игротека? Па ние сме нон-стоп расположени за тоа. 3-4, је! Тргнуваме. Веднаш до мене се наоѓа доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот по белодробни заболувања кај децата. Се видовме во најавата. Докторе, како сте? Добри сме и ве чекаме да се дружиме овој час и повеќе со вас. Кажавте дека ќе дојдеме во овој дел кој што се вика игротека и ние сме изненадени што една болница има значи едно вакво катче за децата. Зошто токму вакво катче направивте? Ја мислам дека на деца кои престојат во наша институција најповеќе треба едно вакво катче и ние за ова катче представува наша перманентна грижа. Затоа овде ќе работи нашиот психолог да престојат во оваа установа биде поубав, поинаков и да децата заборават на оние инфузии, инекции, се што предизвикува страв кај нив. Така, ова ќе биде, драги гледачи, едукативна емисија, меѓу другото, значи ние мора да кажеме некои работи кои што самите родители и самите дечиња треба да ги знаат, доколку не ги знаат. Ајде прво да кажеме што се тоа белодробни заболувања, какви се тие белодробни заболувања, значи за нашите дечиња точно да знаат во каква институција ние денеска сме дојдени. Па белодробни заболувања представуваат од најчести болести кај децава и има од полесни до потешки. Ние ќе зборуваме денеска оние кои што се најчисти и кои што нашите дечиња, секој дете барем еднаш во тек на својот живот било болно од оваа болест. Тоа се работи обично за тонзилофарингит, се работи за синузит, се работи за една пневмонија, се работи за еден бронхит, кои што се најчисти болести со кои што сите ние во раното детство барем еднаш сме ги поминали. Она што е за одбележување дека тие болести не се страшни, дека тие болести ако се зима соодветна терапија поминуваат за 7 до 10 дена
и после некој период тие болести се забораваат. Едноставно, што им правите на оние болни дечиња кои доаѓаат овде кај вас? Јас сакам посебно да кажам дека сите деца кои доаѓаат во болница не треба да имаат страв, бидејќи доаѓањето во болница значи дека можат во ваква установа кој што е нашиот институт да се направат сите најсовремени како лабораториски, така микробиолошки, така испитување од област на алергологија, спирометрија, да се спреде физикална терапија и најголем број од децата, неде 60 до 70% децата се враќаат дома, значи не остануваат во болница за болнички третман. Еден дел од децата остануваат во нашата дневна болница, а на жалост само многу мал број од децата остануваат на болничко лекување. Но и ние за тоа болничко лекување не ги оставаме сами, тие најчесто со својата мајка, а сега ги сменивме и тие услови, ако мајката не може, останува таткото. Ако и таткото и мајката се отсутни и немаат, може да останат тоа што станувањата баба или дедо. Така да комплетно е променето она што беше некопа да децата остануваат сами, сега веќе тоа е минато. Благодарам, дечки, дали сте биле вие на доктор? Ајде да видам. Петар, си бил ли ти, Злато? Марија, си била ли ти на доктор? Да. И ти сакаш да одиш на доктор или се плашиш? Се плаша. А ти, Петар, Злато, си бил до сега некојаш на доктор? Коме се губат? И се плашиш кога одиш на доктор? Не. Не се плашиш. Значи, некои дечиња се плашат, некои не се плашат. Како е вашето искуство од оние дечиња кои што доаѓаат овдека? Страф ли им е кога доаѓаат на доктор? Па нормално е секој пат кога доаѓаат во болници и ние као доктори секој пат кога би пошле негде во болница имаме страф. Страфот е од непознатото, што е она што ќе се случи со нас. Затоа ние имаме на цела едукација на нашите сестри, на нашите лекари, кои што ја спроведат со една меѓународна организација да тој страф се сведе на минимум. Ние сме посебно едуцирани да тој страф после неколку часа со нас го нема. Затоа повеќе ќе ви каже нашиот психолог кој што посебно работи на таа проблематика со дечињата. Така, ви благодарам. И сакам уште еднаш да прашам, значи, оние дечиња кои што доаѓаат овдека, значи се болни, доаѓаат на доктор, одиме во чекалната, а веднаш потоа започнува прегледот. Колку минути трае еден преглед? Еден преглед треба да трае не повеќе од 20 минути. Тука спаѓа земање на анамнеза, дали детето е претходно лекувано, со какви лекови е лекувано, за да може доктор да добие слика и да направи еден клинички преглед за кое заболување се работи. После тоа дечињата одат дали земање на крвна слика, на рентген, на ехо, во лабораторија, земање на брисави популарно кажено и понатамошни испитувања кои што самата диагноза ги упатува педиатрите во кој смер да се движат. Сега сите овие работи, докторе, што ми ги кажав се вака, мене може и страшно ми звучат, например, ехо, брисеви, рентген, се ли страшни тие или не? Тие воопшто не се страшни и некако сака може да направи крвна слика или да направиме некој испитување, да спроведеме на инхалационна терапија со физикална терапија и ќе видите дека тоа воопшто не е страшно. А болат ли работите кои што ги правите ви овде? Па јас мислам дека не болат во таква, колку што ние имаме страф од тоа дека многу ќе не боли. Или ако боли, боли малку. Боли. И јас као доктор се плашам сепак. Во ред, се радам, драги гледачи, дека уживате во оваа емисија. Има уште многу работи кои што треба да ги кажеме, ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме повторно овдека во разговор со вработените во Детскиот институт по белодробни заболувања Козле. Овде каде што сме, драги гледачи, денеска дојдени, примени сме топло и срдечно, се чувствуваме исто како и дома. Така ли е, дечки? Да. Веднаш кога до мене се наоѓа психологот Билјана. Билјана, здраво, живо и добре дојде во Супер Звезда. Добре ве најдов. Како сте, добри? Добре сум, благодарам. Сега ме интересира, значи ми кажете вашата работа овдека која е? Што е работата на еден психолог? Па вака сега да биде поинтересно за дечињата, значи нормално тие се тие што треба да разберат што се работи психологот. Мојата работа е првенствено во оваа клиничка установа, значи да им помогнам на сите дечиња што доаѓаат овде кај мене да го надминат тој страф и стрес од самиот болнички престој. Значи јас се обидувам да го надминам и мислам дека успеваме. Еве веќе се запознавте, ги видовте нашите услови за работа овде. Дечињата се сега тие што треба да кажат како би се чувствувале преди потоа нормално. Плачат ли дечиња кога доаѓаат овде кај вас? Секогаш плачат, да. Да бидеме искрени, значи мора да кажеме дека секогаш плачат. Сега оставаме простор од 10 до 15 минути, значи ви кажувам, се обидуваме да им помогнеме. Кажете ми, Билјана, од 100 деца сите 100 плачат или 90 плачат од 10? Не, нормално, има дечиња што може би повеќе пати престојувале во болница или барем оделе често кај нивниот педијатар и веќе се адаптирани на се она што ги очекува, така да сега не можеме процентуално да кажеме, меѓутоа еве да речеме половина од тие дечиња плачат. Вашата работа колку часа на ден трае?
Моето работно време е 8 часа. Да, мене ми е жал што не работам во смени, што не работам можеби преку ноќ, значи за да сум овде кога им требаме на дечињата, меѓутоа многу ми е битно да ви кажам дека целиот персонал во нашиот институт, значи почнувајќи од медицинските сестри, техничари, нашите педиатри во оваа институција, микробиолози, ушни лекари, рентгенолози, буквално целиот персонал овде е обучен како треба да му се пристапи на едно дете и како да му се помогне при тоа. 24 часа, значи има персонал кој што се грижи. Да, работиме во 3 смени, имаме 8 оддели, потоа ќе ги запознаете сите оддели и дечињата што моментално престојуваат кај нас. Важно ми е да ви кажам дека во почеток на годинава, значи некаде на крајот на февруар месец, имавме гости, тоа беа 2 специјалистки за грижа на детето. И тие се тие што не обучија, значи поминавме низ еден работен семинар во текот на 7 дена и потоа продолживме континуирано да го применуваме тоа што го научивме од нив, а дел од тие работи нормално и претходно ги знаевме, затоа што институтот постои многу години наназад. Значи ја повториме сега уште еднашка, психологот е тој кој што не става инекции, така? Немам инекции, имам јас само медицински сетови, значи доколку некој детенце влезе и ми каже јас се плашам од инекција, јас се плашам како да ја примам оваа инхалација, значи имаме играчки преадаптирани и оставам простор да нормално ќе го допре, ќе го опипа, ќе пробаме тука и потоа кога веќе ќе бидеме спремни, продолжуваме да ја аплицираме терапијата. Значи вие сте оној кој што си игра со дечињата во суштина. Постојано играм, да. Така, уживате ли во вашата работа? Уживам, секако дека уживам. Ви благодарам што ни бевте гостин во Супер Звезда и дел од оваа емисија. Ја сте живи и здрави, се гледаме во некоја следна прилика, зарно и зубаво. Секако. Фала ви многу. Што дојдовте и што не посетивте. А сега од одека, драги гледачи, одиме на едно друго место да видиме што се случува таму. Еве сега се наоѓаме на она место каде што дечињата најмногу се плашат да дојдат, а тоа е ординацијата во која што се одвиваат лекарските прегледи. Како започнува доктор еден преглед? Еден преглед започва, значи прво со она што стално се смеме, детево да го прегледаме грлото и да каже А буква. Еве сега ќе ви демонстрирам како тоа почнува. Кој сака да биде прегледан да видиме? Еве Петар, може ти злато? Да. Се плашиш да те прегледаме? Не. Не, Петар, ете, кажи пријатска, драги гледачи, дека нема страв, затоа во оваа ситуација ќе ни послужи Петар како глумец овде да видиме, значи како поминува еден преглед. Ајде, докторе, да го прегледаме ова машиште големо. Име прво нашава сестра ни даде една шпатула за Петар кој што не се плаши од прегледот. Еве, значи шпатула е она стапче, еве го гледате баш во моментот, драги гледачи, со кое што докторите прават контрола. Браво, Петар, браво. Значи, грлото на Петар е вообичаено црвено, што викаме педиатриско црвено грло, за кое што нема овој момент потреба од лекување. Значи, Петар ни е здрав. Здрав и нема гајле со Петар, можеме да одиме на сладолед после емисија. Веднаш после емисијата може да замиете на еден убав голем сладолед. Ме интересира зошто докторите носат слушалки и што слушаат со слушалките кои што ги имаат насад. Еве, сега ќе направиме на Петар еден аускултаторен преглед и ќе покажеме што се прави со слушалките и да не се плашат децава. Да видиме дали е страшно она што докторите, драги гледачи, го прават со слушалките. Еве гледате сега, значи докторот како го прегледува Петар. Обичаено кажуваме да во еден момент детето се накаша, за да можеме подобро да слушнеме некои промени ако има на белите дробови. Ајде, Петар, накашај се сега силно. Доволно, Петар. Диши сега, Петар, максимално. Издиши. Силно вдиши и издиши. Така. Со ова, значи, можеме најдобро да чуеме дали Петар има некакво заболување на неговите бели дробови. Значи, прво од почетокот напред правиме преглед, а после тоа одиме од заднава страна на градниот кош. Мора да се слушне и од напред и од назад, докторе. Така, мора да се слушне од двете страни за да прегледот биде комплетен. Да го видиме Петар дали е жив и здрав. Петар, добар си? Да. Се е под контрола, Петар? Да. Страшно ли е, Петар? Не е страшно. И така и се надевавме. Еве, може да видат и нашите гледачи и сите оние дечиња кои били и кои не били на доктор, дека ова е нешто од кое што тие нема потреба и не треба да се плашаат. Еве, продолжува, значи, прегледот. Докторот со слушалките го слуша сега Петар од задната страна и низ овие слушалки едноставно слуша како работат белите дробови на Петар. Ова е преглед кој што мора да се одвива во тишина, затоа сите сме мирни, сите ќутиме, така ли е, дечки? Да.
И видовте страшно е сега? Не. Сега се плашите ви од доктор или готово? Не. Значи до тука се плашевме, од сега натака повеќе не се плашиме од доктор. Еве да видиме сега докторот завршува тука некаде со прегледот и ќе ни каже каква е состојбата на Петар. Состојбата на Петар задоволува и Петар е на добра општа состојба и нема никакво сериозно заболување на неговите бели дробови. Одлично, Петар, да пукне, браво бре, ти си прав, маш, како машки издржа, мафним на гледачите, мафним на сите женски кои ќе те гледаат сега. Браво, Петар, да си ни жив и здрав. Толку беше прегледот? Толку е прегледот кај Петар, значи тоа е здраво дете. Ако имаме некој заболедување, пишуваме рецепти, односно пишуваме испитувања кои што треба да ги направат дечињата за кои што имаме сомнение дека се работи за некое заболување. Еве можеме да назначиме една крвна слика да видат нашите гледачи, значи почнуваме со отварање на лабораториското ливче и тука може да назначиме многу испитувања што ќе ни бидат од интерес за поставување на точна диагноза. Значи, оние кои што се болни, најчесто им се прави крвна слика. Да, крвната слика тоа е она непопуларното зимање крв од прст и јас мислам дека тоа не е толку болно. Дали некој сака дечиња да направи крвна слика? Јас. Еве, Дарко ќе направи на крвна слика да ни демонстрира дека тоа не е толку страшно. Готово, Одиме во лабораторија. Ајде да видиме сега како се прави крвна слика. По мене, драги гледачи. Сега се наоѓаме баш на она место каде што дечињата воопшто не сакаат да доаѓаат. Ова е местото каде што се зема крв, а до мене се наоѓа Даниела која што е лаборант и ја работи токму таа работа. Даниела, здраво живо, добро дојдовте во Супер звезда. Драго ми е, добро дојдовте и вие овдека. Да им покажеме на дечињата дека не е ова некое страшно место. Не е чудо нешто да се земе крв, нели? Да се земе крв и да се провери тоа што треба. Едноставно крв не може да се земе без боцкање, така? Не може, сепак е тоа некоја траума за децата, меѓутоа нашиот професионализам успеваме малку да ја смириме таа траума, тој страв кај нив. Разговорот први и најдуваме на соработка, така, нешто по-безболно да го помина тоа децата. Ги боли ли? Боли, меѓутоа кога децата ќе почнеш со разговор, кога малку ќе им го одземеш вниманието, веќе не ја чувствуваат толку болката колку што се плашат. Колку е значи тоа што боли во секунди? Па не многу, ако сакате може и да ви провериме на вас, па ќе кажете од лично искуство. Хајде да видиме, еве да провериме, драги гледачи, да видиме сега тоа што боли, колку боли. 3-4, одиме да земеме крв. Може. Ајде, дечки, можеме, давате? И срам да ви е, сега мене жртва ќе ме правите тука. Не ќе некој друг од вас да седне овде му земеме крв, ти Злато? Не. А ти? А ти Злато? Никој не сака, Корнелија, ти сакаш Злато тебе да ти земеме крв? Не. Не сакаш ни ти, чекај еве некој друг. Петар, еве Петар, тебе те прегледа, сега не може, мене ми е ред. Ајде да се боцнеме да видиме Даниела како се боцка и како трае процедурата и процесот на земање крв. Од која рака се зема, има ли разлика? Рака нема разлика, меѓутоа подобро за манипулација на лаборантот му е подобро да зема од десната рака. Еве мојата десна рака, значи, дечки, ја еве спремен сум да видам сега што се случува. Имаме памук прво со алкохол, така? Еве како се дезинфицира прстот. Еве го, па тоа не болело ништо. Кабек и ветка, значи ја полниме со крв за да можеме крвта да ја ставиме во апарат и да ја провериме. Беше малку, значи една секунда болеше, толку е болењето. Да, толку. Плачат дечиња овде? Па има деца кои што плачат, така, сепак е ова траума за нив, меѓутоа успеваме да соработуваме со нив. Така. После таа една секунда кога ќе видат дека не плачат, се смеат. Се смеат и кажуваат чао. Чао и весели стрекне си ода дома. И еве, значи, драги гледачи, тоа беше тоа. Колку треба ја сега вака да го држам пабучето? Околу 2-3 минути додека престане крварењето, после тоа можете да го фрлите памукот. Во ред, а ние во меѓувреме ќе очекаме наодот овдека во лабораторијата да видиме сега. Петар, видовме дека е супер, сега да видиме дали мене нешто ми фали. Така, одиме сега да видиме каде се носи крвта. Крвта во соседната просторија, каде што имаме микроскопи, каде што имаме апарати и каде што ја проверуваме крвта. Одиме таму. Ајде, Даниела, тргнуваме. Сега дојдовме во лабораторијата. Ова е тоа место каде што не смеја да се прават грешки, така ли? Токму така. Воопшто тука се неприфатливи никакви грешки. Бидејќи ако во лабораторијата направиме грешка, ќе добиеме и грешен резултат, така овдека, значи кај пациентот, а потоа и докторот може и да донесе погрешна диагноза. Затоа се користат софистицирани апарати и компјутерска техника, која што на најдобар можен начин дава анализа на крвта. На најбрз начин и најдобар начин, прецизен, крвта што ја
земавме во оваа киветка, значи со одреден број. Овдека први ја промешуваме затоа што внатре во самата каве киветка постои течност која што невозможува крвта да коагулира. Затоа што ако коагулира се згрудви крвта, тогаш не би можел ни апаратот да ја повлече и ќе немаме она права крвна слика. Мислам, валиден резултат ќе нема. Со прстот се промешува и се пушта во апаратот. Иглата ја ставаме во кабек и ветката, стиснуваме на дугмето, си повлекува одредена количина на крв и сега го чекаме резултатот да се појави на екранот, а потоа се принта на принтерот каде што му ја даваме на пациентот кој што ја носи на лекарот и според крвната слика се одредува диагноза, терапија и така натаму. Колку време се прави една крвна слика? Го за 2 минути веќе имаме резултат на крвна слика, што на пример порано беше многу тешко и многу поголема процедурата на изработката на крвните слики. Порано и по цел ден се чекало да се направи една процедура. Да, се чека многу, меѓутоа сега со ова современа технологија веќе оди се побрзо. За 2 минути имаме комплетна крвна слика. Еве, драги гледачи, верували или не, готова е мојата крвна слика. Ова го носиме кај докторот? Ова се носи кај докторот, кој што ќе интерпретира резултатите и ќе каже што понатаму треба да прави. А ние одиме во меѓувреме? Да, првично супер да видиме, драги гледачи, видите, леле, чудо, ова е крвна слика за учебник. Ова е како треба, така ли беше? Да. Добро, а сакам да прашам што е ова овде едно вака многу интересно, Даниела? Тоа е микроскоп. Микроскоп, дечки, сакате ли вие микроскоп? Да, сите бре, нема некој што не сака микроскоп. Тоа е една прекрасна, убава направа која што сите оние малечки работи ги зголемува да бидат видливи за човеково око. Гледате ли вие некогаш под микроскоп? Да, овдека често се гледа на микроскоп, каде што ги гледаме еозинофилите. Значи, деца кои што имаат проблеми со алергија, често течење на носе, кашлање, тогаш се зема брис од носето или искашлок, правиме препарати и тие препарати ги гледаме токму на микроскопот, каде што ќе ги видиме клетките кои што ја помагаат алергијата. И тие клетки кога ќе ги пронајдеме, веќе на докторот му дава аларм дека станува збор за алергија и понатаму се упатува на понатамошни испитувања. Може да видиме и ние некој препарат? Може. Сега одиме од овдека да си поиграме малку со микроскопот, да, може? микроскопот може, да. Супер, фала ви многу. Ајде, дечки, јас сум прв, договорено? Ајде, правите место 3-4, одам ја да седнам. Сега дојдовме на она место каде што се прегледува уво, грло, нос. Веднаш каде мене се наоѓа оториноларингологот, специјалист по ушни заболувања, доктор Веска Јосифовска Митровска или доктор Веска Митровска Јосифовска. Здраво, живо, добро дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добро најдовте и супер сме. Со вакви дечиња само прекрасно. Ништо друго. Докторке, што е вашата работа сега? Нашата работа, ова како што гледате, значи е кабинетот за ушни болести и ги прегледуваме дечињата уво, нос и грло. Колку е битно дечињата да се прегледаат, какво има грлото, какви се ушите, како е носот? Многу е битно тоа да се прегледа, секој дете можам да речем, ако не секој второ што од нашите педиатри е прегледано, секогаш е упатено во нашиот кабинет и обавезно, значи, мора да ја следиме состојбата и на грлото, и на носот, и на ушите. Секое заболување, дали ќе биде тоа тонзилофаринги, дали ќе биде некој алергиски ринит, ние мора да го следиме за да немаме некои други потешкоти и покасно. Точно ли дека тоа сепа многу боли како ушно заболување, вика една од поголемите болки, знае да е таа болката во увото. Точно, како што се за болката, така и реналната болка, така и увото. Тие три болки се најјаки болки. Значи, децата за да немаат такви заболувања, што треба да прават? Во зима треба ли да носат шал капа? Треба да има шал капа, треба да се избегнува, значи, колективни дружења, каде што има поголем збир на деца, каде што има повеќе болни деца. И обично препорачуваме децата кои што се склони кон такви инфекции да си бидат во домашни услови, да се чуваат дома. Оние што се болни, значи доаѓаат овдека кај вас на преглед. Ова е вашиот кабинет. Како што гледате овдека имаме безброј слики. Може да се види овде стварно е направено. Морам да спомнам со колегата Јане Бужаров
Имаме прекрасни слики кои што децата после преглед секогаш носат, затоа што овдека мислам дека има најмалку болка пред прегледот. Немаме плачење, овдека многу ретко се случува некој дете кој што претходно е вознемирено па да плаче. Ова се подароци на некој начин кажано од оние благодарни мали пациенти кои што биле овдека и поминале супер кај вас. Така, точно така. Петар Преска го прегледавме и после го пративме и во лабораторија. Сега може ли да го прегледаме уото, грлото и носот кај тебе, Злато? Да. Ајде да видиме, еве Петар, да видиме како ќе помине овдека, да видиме како изгледа еден преглед, па после ќе ми каже Петар дали болеше и што најмалку болеше да има и дали воопшто нешто болеше. Океј, одиме 3-4 да видиме како ќе тече овој преглед. Спремен си, Петар? Да. Почнуваме. Докторке, 3-4, одиме. Прегледот заврши. Беше ли тешко да се прегледа Петар? Не беше тешко воопшто, како што реков, со сите деца имаме соработка, така и со Петар денеска. Како е неговата здравствена состојба? Во моментот неговата здравствена состојба задоволува и е добар. Нека каже сега он како си помина со нашиот преглед. Ние се договоривме после емисијата со Петар дека ќе одиме на сладолед. Ја мислев дека ќе јадеме по едно топче, сега испадне дека ќе јадеме две. По две топчиња. Браво, Петар да пукне. Како беше, кажи ми, Злато? Добро. Дали нешто од ова што тебе ти се случи сега, од овој преглед, уво грло нос, дали нешто болеше? Не. Беше интересно, беше забавно? Да. Дали си помина убаво? Да. Што ќе им порачаш на сите оние дечиња кои што сега не гледаат, дали треба да се плашат од доктор или не? Не. Еве кој што гледате, значи драги гледачи, се е безболно, се е така убаво. Си поминавме, значи, како никогаш што не сме можеле да си поминеме до сега. Кото се гледаме тогаш, докторке, пак Порно да се гледаме надвор, нели? дека се гледаме заедно изубаво надвор, а овдека ако ептен сега вака нешто ни се случи, кога е зима, кога е ладно, некогаш кога нема да носиме шал, капа или помалку ќе се чуваме, тогаш ќе мора да се гледаме и овдека. Гледаме. Во суштина, тоа е и вашата работа. Така е. Фала ви многу што ја работите оваа прекрасна и многу благородна работа. Те поздравам и ви посакувам се најдобро. Убаво и на вас. Фала ви, докторке, пријатно, чао. Одиме понатаму, драги играчи. Се наоѓаме, значи, на ВИП одделот во Институтот по белодробни заболувања, овде во детската клиника Козле. До мене се наоѓа сестра Сузана и сестра Атиче. А уште едно здраво живо, добри ли сте? Добро сум. Атиче, како сте вие? Добро, вие како сте? Еве супер, денеска дојдовме, значи да бидеме ваши гости и овдека со дечињата, мислам дека убаво си поминуваме. Дечки, како поминувате вие до овој момент? Супер. Се е под контрола, ви се допадна овде? Да. Страшно е да се оди на доктор или не? Не. Значи, оваа болница е убава или не? Да. Убава, па една од најубавите болници. Аплауз за овој прекрасен институт. Аплауз за детската клиника Козле. Силен аплауз. Е, сега дојдовме во овој ВИП оддел, значи што се случува на ВИП одделот? Откако докторот ќе го прими детето и ќе назначи на кој одел треба да лежи, ќе назначи терапија што треба детето да прими и детето доаѓа, значи, на оделот и се прима во ВИП оделот или ВИП собите. Значи, ова е местото каде што дечињата доаѓаат, овие соби се тие соби кај што оние кои што треба да се задржат во болница, Да, се престојат. хоспитализираат и остануваат тука да лежат. Така. По колку дечиња има во една соба? По две дечиња во првата соба има по едно дете. Е, тоа сакав сега да прашам, дали децата седат во собите сами или имаат право со нив да биде мајка, татко, баба, дедо, како е најчесто? Да, имаат право да бидат со мајка придружник и тука престојуваат додека да бидат подобни. Колку време мајката може да седи со нив? 24 часа. Значи, нон-стоп не е мајката да дојде на пола сат па да си оди. Во поново време дури и таткото може и некои од другите роднини да престојува. Така, добро, значи сега сакаме ние да одиме да ги поздравиме овие ваши дечиња овдека, да им посакаме побрзо да ни оздрават. Страшно е, може да влеземе кај нив? Па не. Одиме, значи, ги видиме и сега кога се оди во болница, како се оди со празни раце или?
со полни раце и најчесто што им се носи на оние кои што се во болница, што носат најчесто оние кои што во Најчесто болница. сокчиња, чоколадциња, тоа што сакаат децата. Значи, еве, овошје, сокчиња, чоколади, по некој жапче, кукли играчки се носат. Да, секако. Значи све се носи овде како ева, се е дозволено тука. Се е дозволено, да. Се е дозволено. Добро, чиме е така, тогаш одиме да ги посетиме оние кои што се ваши пациенти овдека на ВИП одделот во Институтот по белодробни заболувања, поточно детската клиника Козле. 3-4, влегуваме. Уште во самата најава на оваа емисија најавивме дека ова е спонзорирана емисија која што ја помогна фирмата Libra 1 AD. Веднаш кога до мене се наоѓа представникот на медицинското представништво овдека во Скопје во фирмата Libra 1 AD, а тој е доктор Ангелчо. Здраво живи, добродојавте во Супер Звезда. Ангелчо, како сте? Супер, вие како сте? Одлични сме, супер. Јас не очекував дека овдека може вака убаво да си поминаме. Едноставно, имате ли вие соработка овде со детската клиника? Па, соработката е долгогодишна со оваа институција поради одредени продукти кои што самата фирма Libra ги работи. Тие продукти се, да кажеме, доста познати, значи и во светот и кај нас. Оваа институција има потреба од такви продукти и секако дека таа соработка ќе ја наречем многу плодна, многу добра, интересантна и така. Луѓето кои што соработуваат со нас се експерти во таа област и како што тие не помагаат нас и ние ги помагаме нив. Иако работите значи во фирма која што важи за едно од најголемите веледрогерии во Македонија, вие сте и доктор, така? Точно, да. Јас сум лекар по струка. Интересиран че поточно вашата работа што е? Како раководител на медицинското представништво, буквално она што е мојата задача е маркетирање и промоција на продуктите кои што ги имаат овие фирми, тоест Libra кој што ги држи. Може да се спомне кои се тие фирми. Една голема фирма која што е застапник Libra 1 AD е Engelhardt и фирмата Мерц. Engelhardt е таа фирма која што го има и брендот Проспан, кој што го има кренато на толкова светско ниво да биде и познат и така натаму и така натаму. Така, каков производ прочеме Проспан? Проспан е всушност сируп. Значи, она што е брендот, како бренд е сируп, нели прво тоа сме почнале. Сирупот е баш смерница, да кажеме, од кој што почнуваат понатаму да се издействуваат и другите, нели, продукти, како што се таблетите и капките Проспан. Нели, она што треба се каже за Проспанот, и тоа сите го знаат дека Проспанот е сируп кој што е наменет и за сува и за влажна кашлица и она што е најголем успех на овој производ кој што е најиспитуван продукт во светот, значи има најголема студија за еден сируп направена, е тоа дека е одличен нели за бронхијалната астма. Поточно им помага на оние дечиња кои што имаат кашлица? Точно, значи прво е и основно кашлицата, а после нели и оние ред други работи кои што се надоврзуваат на кашлицата. Значи настинки, инфламации, секретот и така натаму и така натаму.
Благодарам за овој прекрасен одговор, докторе. А денеска во оваа емисија со нас се наоѓа и представник на комерција во фирмата Libra 1AD, а тоа е Зорица. Зорица, здраво, живи, добре ни дојде во емисијата. Како сте, Зорица? Благодарам, одлично, добро ве најдов. Кажете ми, вашата работа во Libra, која е поточно? Јас сум раководител на комерција, значи на оној удел што се грижи за целосно комплетно покривање на аптеките во цела Македонија со лекови. Покриено ли е се како што треба? Да, секогаш. Едноставно ми интересира Проспан како производ. Колку им помага на дечињата? Проспанот е значи сирупчак кој што се добива од една лековита билка која се вика бршлан или латинското име е Hedera helix. Значи тоа е многу лековита билка од која што се користат ливчињата за добивање на екстракт од кој што потоа се добива сирупот. Значи она што се користи од оваа билка како лековите се ливчињата. Нивното лековито дејство значи се должи на Hedera гликозидите, тоа се сапонини на кои што се должи секретолитичното дејство на проспанот. Проспанот делува на тој начин, секретолитичното дејство се должи на разводнување на бронхијалниот секрет, значи шлајмот што е придружен значи на кашлицата, го разводнуваат секретот и го возможуваат неговото искашлување. Бршлинот расте и кај нас, така можеме да го видиме, го имаме. Да, расте и кај нас, значи многу распространета билка. Значи состојките кои што се во Проспан се исклучиво природни, нема некоја хемикалија така? Не, исклучиво природни, значи се прави екстракт од суви ливчиња на бршлан и од тој екстракт е направен од Проспанот. Значи исклучително природен препарат. Затоа и не е страшно да го пијат возрастните и децата? И возрастните и децата, значи дозирањето на сирупот кај дечиња, значи кај бибиња и мали дечиња оди 3 пати по една мала кафена лажичка, може да го пијат и школски деца и адолесценти, дозирањето е по 2 мали лажички 3 пати дневно, а за возрастните да, може 2 до 3 мали лажички 3 пати дневно. Прекрасно. В медике Проспанот го има и во 2 други форми, значи како ефервесцентни таблети и како капки, како раствор, значи кои што може да го користат и децата и возрастните. Ви благодарам за прекрасниот одговор, Зорица, да сте ми живи и здрави. Денеска дојдовме значи да ја направиме оваа емисија за едноставно да делуваме превентивно до самите дечиња и до нивните родители, да знаат што се треба да направат за да бидат здрави, да не се доведуваат во ситуација да бидат болни. Едноставно значи како почнува таа превенција, доктор? Значи, превенцијата почнува од самиот старт кој ќе се осетат првичните, да кажам, знаци за кашлица, или она првична појава детето кашла, тоа е знак дека почнало да прогредира болеста. Од тој момент натаму, значи, што треба да се превземе? Треба да се превземе прво посета на педијатар, значи на институција која што се занимава стриктно со вакви заболенија. Грлото кое ќе се прегледа, ќе се направи еден стетоскопски преглед, тогаш ќе се утврди дали детето мора да се даде такво нешто или не треба да се даде. Она што е интересантно, сирупот може да биде даден во секоја прилика, значи кога ќе се осети некоја кашлица и нормално дозирањето го спомна и магистер Зорица која што кажа како се дозира, значи давањето увек треба да биде при совет со лекар. Благодарам. Јас мислам дека овде убаво си поминавме денеска. Ние убаво ли си поминавте и вие? Ние супер си поминаме, ни беше интересантно, ни беше задоволство да видиме со овие прекрасни дечиња, со оваа институција и така. Ја мислам дека оваа емисија што ја снимивме денеска овде, драги гледачи, не е само емисија, туку е и чудо од емисија, бидејќи искрено овдека сите што дојдовме денеска да бидеме гости, прекрасно се поминавме. Ќе направиме мала пауза, веднаш потоа одиме во последниот дел од нашата емисија пред конечно да се одјавиме. Пауза. Еве го моментот кој што не направи нас среќни и весели. Супер дзедите добија подароци. Добивте ли, дечки, сите подароци? Да, па да, денес ги заслуживме овие подароци специјални, бидејќи убаво си поминавме. Да. Бевме добри. Да. Слушавме мајка и татко. Да. Се прегледавме на доктор. Да. И не правевме проблем, не плачевме, така? Да. Браво, збре Петар, затоа и ги заслуживме најголемите подароци. Какви подароци добивме, докторе, денес? Значи денеска дечињата добиваат жапчиња, нашиот, како да кажам, заштитен знак. Заштитен знак, жапчето, тоа го добиваат она што се носи у болница, тоа е сокче и чоколадце и нормално CD Супер звезда кој што е во ваша нели едиција, да. Ама добивме еден часовник за кога ќе одиме дома да можеме да го закачиме на нашиот зид и секогаш кога ќе погледнеме колку е часот, да се сеќаваме на оваа прекрасна емисија која што направивме денеска овде. Како си поминавте вие со нас, доктор? Благодарам уште еднаш на вашата посета, ова беше чест и задоволство да бидам со вас, а од денеска Петер е мој помошник доктор, озваничен, така да и он ќе помага кој јас нема да видам тука.
секаде кај што Петар ќе оди ќе помогне на дечињава за да бидат тие успешно и побрзо излечени. Браво, ќе помагаш ли, Петар? Да. За крај да кажеме дека Проспан тука не застанува, него продолжува и понатаму да помага и понатаму да другарува со дечињата и со нивните родители. Која е најновата акција која што ја спрема вашата фирма? Значи, најновата акција е наречена Се за децата. Значи, прво што ќе биде интересантно е она да донации на инхалаторни апарати во сите педиатриски установи низ Македонија. А имаме и уште една онака, како да кажам, интересантна за детски, нели интересантна акција е правење календар од нивните цртежи. Секако дека цртежите треба да бидат пратени на наша адреса, треба да биде нацртано жапчето на него, значи оној кој што ќе биде најиновативен во тоа и ќе го направи најубаво ќе добие прва награда, втора и трета награда, за другите дечиња може и нешто друго да се измисли нели како награда за тоа што се потрудиле да го направат тоа. Сите нивни цртежи ќе бидат ставени во календар наречен Се за децата, нели календар кој што е во едиција на Либра и тука овој момент ќе го искористам да кажам дека на календарот ќе бидат ставени и вашите установи, тоа е Институтот за белодробни болести Козле и Супер Звезда како медиумски поддржувач на оваа кампања, да. Ви благодарам, супер, значи ајде дечиња, еве во пресрет на 2009 година почнете дома да цртате, одма извадете го вашиот блок поликовно и вашите темперни или дрвени боички или кој повеќе сака, може и со ние мрсни боички, значи нацртете, може и да цртаме со пенкало, може да цртаме со молив, може да цртаме и со лакот за ногти на мама, еве да ви дадам идеја. Значи све може да искористиме дома за цртање, битно е да го нацртаме заштитното знакче на Проспан, тоа е ова жапче кое што го гледате овде или ова жапче кое што го гледате овде, брзо да го покажеме, може да го видат. Ете така, значи не ме цртајте мене, не го цртајте докторот, цртајте го жапчето, оние кои што најубаво тоа ќе го сторат, ќе имаат шанса својот цртеж да го видат на календарот за Проспан за 2009 година. Епа супер акцијата. Да сте живи и здрави, ве поздравувам. Благодариме и на директорот што не прими, што ни беше наш домаќин, благодариме и на вас како поддржувачи на оваа медиумска кампања. Се гледаме во подобри прилики, ќе бидете информирани за сето она што ќе го прави Либра најдобро што знае. Фала ви многу. Останува сега, докторе, дома да бидеме добри, да слушаме мајка и татко, да се чуваме за да не настануваме, така ли? Така, што повеќе витамини, што повеќе течности и што повеќе на чист воздух. Ви благодарам, да сте живи и здрави и ве поздравувам вас и вашиот прекрасен персонал со кој денеска другарувавме. Да им мавнеме на нашите гледачи, чао, пријатно и до гледање. Фала ви многу што бевте денеска дел од нашата емисија. Се гледаме повторно за една недела, следната сабота во 10 часот на канал 5. А дечки, ние одиме дома или остануваме овде? Остануваме овде во најпрекрасната игротека во која што некоја сме биле. А за вас, драги гледачи, сеете си дома. Чао, пријатно и до гледање. Чао.